Министерката за образование и покрај најавениот протест не попушта пред барањата на родителите и наставниците. Царовска е убедена дека реформите се за добро на учениците и образовниот систем и нема намера да се откаже од нив. Се тоа уставно загарантирани права. Тие ги поставија барањата, ние како Министерство за образование и наука имавме средба со нив, а се одговори на нивните барања. Главно барањата се да родова рамноправност се исклучи од образовниот систем. Сметаме дека за тоа имаме закони кои што се поминати низ собранието со гласање од сите политички партии. Од опозицијата вела дека министерката Царовска наместо ароганција треба да им даде простор на родителите да ги искажат своите аргументи и тие да бидат земени предвид при носење на секој закон во образованието. Нашиот став како ВМРО ДПМН е дека законот за учебници и друг наставен материјал на нетранспарентен начин е сработен од страна на владата и министерката Царовска. Овој закон, доколку сакаат да биде пошироко прифатен, треба да биде закон за кој што има јавна дебата, од кој што владата бега. И ние гледаме две страни. Едната страна е министерката Царовска, која што промовира ароганција во овој предлог закон, а другата страна се родителите и учениците кои што предлагаат аргументи. Инаку здружените родители во сабота ќе излезат на протест да го искажат својот револт поради како што велат немањето слух на институциите. Протестот го поддржуваат и од средношколскиот глас, од каде велат немаат намера да ја дозволат на министерката Царовска да спроведе политики во образованието кои ќе им нанесат штета на идните генерации.